Почитувани добро вечер. Вечерва разговараме со Игор Трајковски, уметнички директор на фестивалот Тумба Фест. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер и на вас, благодарам на поканата што можам да учествувам на ваша ценена телевизија и на оваа ценена емисија. По 19 години кумановци имаа можност да уживаат во фестивалот на македонската народна шеговина песна Тумба Фест 2019. Фестивалот е зад нас. Какви се импресиите, како помина организацијата и еве, како се задоволни? Така, фестивалот помина, Тумба Фест. Горд сум што сум дел од овој фестивал после толку години што имав можност да учествувам директно во обновување, како што кажете, после 19 години. Како сум задоволен од организацијата? Презадоволен. Не очекував дека ќе излезе толку добро, сепак ние кои сме директно вклучени во организација на овој фестивал, знаеме кои се пропустите, тоа народот не го гледа, ама за да биде што поуспешен фестивалот и подобро прикажан за народот, мора да се трудиме уште многу, бидејќи сега според ова, јас сметам дека и добро е што почнавме од некое ниво. Има време да се надоградуваме. Значи, презадоволен сум како помина организацијата и самата манифестација. Возобновувањето на фестивалот навистина најде на позитивни реакции кај граѓаните уште од самата најава, подоцна и самиот фестивал. Кои се коментарите кои што ги добивте после фестивалот? Коментарите, значи, по завршувањето на фестивалот, ние бевме на еден коктел. Тука коментарите беа повеќе од убави и од добри. Само да ви кажем еден факт. По завршување на фестивалот, веднаш јас излегов во холот, во Центарот за култура, за да сепак да го испочитувам народот кој е дошол тука како уметнички директор. Верувате, затекнав слика, сите кога излегува од салата по скалите, сите насмејани, како ова фалеше многу години со израз на лице, со насмевка, ми кажува дека ова требаше многу порано да се одржи. Не знам зошто 19 години овој фестивал тапкаше и не можеше се најде време и луѓе да го направат ова. Значи, реакциите се повеќе од добри, како од народот, така и од уметниците што учествуваа на фестивалот. Доволна ли беше поддршката од надлежните кои што ја добивте од локалната самоуправа, Министерството за култура? Морам да кажам дека тука не сум задоволен од поддршката, иако голема благодарност до нашиот градоначалник Максим Димитриевски, кој даде скромна поддршка, како што тој сакаше да каже, за овој фестивал. Верувате, на фестивалот гледаа со скептицизам. Мислеа дека ова ќе биде некоја приватна журка, каде што ќе се забавува една група од луѓе и тоа не мислеа дека ова ќе прерасне во една грандиозна манифестација и сметам дека и со право некои не веруваа дека ова може да прерасне во нешто вако и дека можеме да возобновиме еден таков бренд и сите мислам дека чекаа да видат. Сметам дека следната година поддршка ќе биде неизоставна. Исто и поддршка на Министерство за култура, значи сакам да ги поздравам. Учествуваме со овој проект на нов културен бран по завршување на фестивалот или пред, сега не ме фаќа, многу информации имам. Тие не препознаа со одредени средства, кои тие се минорни во однос на она колку треба да се даде за овој фестивал, колку чини еден ваков грандиозен проект. Да. Враќањето на фестивалот се поклопи и еве со ова што го одбележува Куманова 500 години од постоењето на градот, како и титулата која што носи Куманово градот на културата. Чија беше пред си идејата за да се врати овој фестивал? Нели, како знаеме народски, да кажеме дека сите поголеми договори се склучуваат во ресторани на маса, на еден кафе муабет со организаторот на овој фестивал, председателот на Сдруженијето Етна Ризница, господин Драган. Седиме така и јас бев вклучен во еден проект на Етно Ризница, возобновување на стари песни од североисточниот регион. Правејќи ги тие песни, седиме и правиме овој, што понатаму ќе заврши ова, ама што понатаму виждате. И ни дојде на идеја, заемна идеја, зошто не пробаме да направиме еден фестивал и кој веќе го имаме, да го возобновиме, значи на маса, на еден кафе муабет беше. И сите си го сватиме тоа здраво за готово. Значи, контактиравме одредени музичари, композитори, текстописци, аранжери.
Сите се нафатија и ја кажавме вистинската работа, дека овој фестивал нема поддршка од никого и дека ќе го правиме волонтерски, без пари. Дали се нафаќаат да ја направиме одреден број на песни, пред се и јас сум композитор и јас ќе дадам максимален допринос како во продукцијата, така и во компонирање на песни. Стапиме во контекст со колегите. Сите се нафатија кога слушнаат што ќе правиме, што ќе возобновуваме, значи сите сакаат да учествуваат. Затоа има и толку голем број на учесници од автори различни. И почнаа да се создаваат песните, прва песна, втора, трета, веќе се повеќе и повеќе ја сакаме оваа манифестација и мада времето беше пред една година ова се случуваше и како се наближуваше се повеќе ни беше страв. Дали ние ова можеме да го искашламе што е, но кога почна да се раѓаат песните, нови и нови, свативме дека тоа е тоа, дека сме на прав пат, слушајќи ги песните, сите си викаме, ова ќе биде хит, ова ќе биде хит, ова ќе биде, ја засакаме и затоа така се случи идејата, се роди идејата овој фестивал. Ја земавме лиценцата, овој фестивал беше заштитен, ја земавме лиценцата од преходниот организатор, се да биде со отворени карти и затоа се случи како што се случи перфектна организирана манифестација. Да, кога веќе ги споменавте изведувачите, меѓу докажаните уметници имаш и доста млади. Точно. Кога размислуваме за како да биде, што концептот ова, да не бидеме како сите фестивали, да не се утопиме у тоа, што би кажале, уште еден во низата, дали се 10 или се 20, важно, тие сите се копи-пейст. Нели, излегува водителот, а сега ќе настапат следниве 5 блокот, 5 надпреварувачи или учесници и тоа па тоа. Мислиме да бидат опфатени сите групи. Значи, пред се нашите сограѓани, кои го одбележаа фестивалот пред 20, скоро 20 години, учесници на фестивалот. Моравме да ставиме големи имиња, кои ќе го популаризираат фестивалот, ќе му дадат тежина. Не викам дека овие нашите сограѓани се мали имиња, но сепак од типот на Беки Бекич, на Маријан Коцев, тие, како би кажал, музички зверки. И решивме да има само 11 композиции во кои ќе бидат застапени наши сограѓани, почетници, големи имиња од македонската естрада и од нашето обкружување. Значи, ние веднаш пристапиме да правиме меѓународен фестивал. Тука, на ова ниво застанал фестивалот 2001 година, или 2000-та, не ме фаќате за збор, од меѓународен карактер, од Румунија, од секаде имало, и ние веднаш мораме да продолжиме со таков интензитет, што мислам дека го направиме полн погодок. Да. Факт е дека голем број песни кои што излегле на овој фестивал се хитови, речиси евергрини. Очекувате ли дека и овие композиции ќе најдат место кај слушателите? Како не? Значи, ако не ги чувствуваме и ако не очекуваме да правиме хитови и да бидат некои од овие песни препознаени или да бидат хитови, како што си од претходните фестивали хитови, ние зашто ќе правиме фестивал? Само да правиме да трупаме песни, да правиме квантитет, мора да има и квалитет и квантитет. Ако не се препознае за догодина, ние догодина имаме зацртано да дадеме награда за најслушана песна на овој фестивал. Меѓу двата фестивала што ќе се одржи, новиот и овој. Значи, ако нема хит, зошто ние нас фестивал? Имаме такви фестивали милион, што само, после доаѓаат песни, после 20 години излегува дека е хит. Сакаме веднаш, сега да биде некоја да се издвои, а сигурно ќе се издвои, песните се преубави, направени се во духот на денешницата. Сето она што го тангира македонскиот граѓанин, сиромаштијата, невработеноста, оцелувањето на нашите, љубовта забранета, модерното айфони, телефони, фейсбуци, значи сето тоа е инкорпорирано во оваа манифестација. Освен што се вклучивте во организација на самиот фестивал, вие сте еден и од авторите.
Како течеше создавањето на овие композиции? Колку време имавте и слично? Има време многу. Јас бев психички подготвен уште пред да се роди идејата да направиме Тумбафест. Јас да ви кажам, кога стапивме да преговараме, да се договараме за овој фестивал, како што ќе биде, ја веќе имав 4 песни подготвено. 4 песни мои, ама сега викам 4 песни јас како организатор, малку ќе биде јас па јас, нели? Решив да настапам со 2 песни таму, со еден аранжман на друг колега на музика и кога ја сакаш оваа работа мора да има успех. Јас песните ги, кога правам песни, не мислам на пари. Затоа песната излегува директно од мене и затоа мислам дека ќе биде прав хит. Кога ги дадов песните на изведувачите, викал, јас ваква песна немам снимено за цело моје творештво. Тие имат по 20 песни, по 30, по албуми цели. Ми викат, кај си до сега ти? И морам едно да нагласам. Овој фестивал мора да живее. Затоа што единствен на Балканот, мислам дека 100% е единствен, ама сметам дека и во светот. Да не сум толку истражувал, знаете зошто? Ние имаме Валандовски фестивал, имаме Цветници, имаме Гоцефест, имаме Филиграни, Росафест, имаме Тамбурашки наш фестивал, имаме Рома Трубафест, имаме Джез фестивал. Значи, секаде се пее на македонски. Во Македонија организира на македонски. Кај нас се пее на македонски, ама се пее на кумановски дијалект. Ги натеравме сите изведувачи да пеат на наш дијалект. Каде го има тоа свет? Тоа како, например, Германија да организира фестивал, а да се пее на минхенски дијалект. И затоа мора да биде препознаен од Министерството за култура, од централната власт. Мора да ни дадат подршка. Нели се стремиме Македонија да издвоиме како посебна, по се, по јазик, по народ, по ова. Еве еден од начините. Ова е тоа. Нема никаде во светот. Промоција на сопствениот дијалект. Точно. Колку беше напорно за изведувачите да пеат на кумановски? Малку го кршеа јазикот. Азган, мазган, кът, ск, значи многу им е тешко тоа, но со работа, малку со опуштање, овие што се кумановските немаше проблем. Што граничи Куманово, Крива Паланка, Свети Николе, немаше проблем. Ама веќе и Беки имаше проблем. Си пее на врајнски, не на српски, не на кумановски. Па јас целата му ја изрецитирам на телефон, да ga има, ме снимаше таму, му праќам за да стои. Ма кога дојде тука перфекција, значи како да е роден кумановец. И тој си го сака фестивалот, и тој го промовира, ова негова песна што беше. Сака да направи препев на српски, па во неговата земја да си го популаризира нашиот фестивал. Со што за догодина кога ќе размислуваме да повикаме некој од гостите од соседството, ние нема да имаме никаков проблем. Се знае за каков бренд станува збор, а не за некоја како што велеа некој локална приватна журка. Интересно е што на самиот фестивал обрнавте внимание и на ретро композициите, присутната публика, гледачите имаа можност да се навратат на старите песни, секако тука беа и присутни музичарите. Точно. Зошто го направивме тоа така? Овој фестивал престанал пред 19 години. Значи сега момче кој има или девојче кој има 18 години, они не знаат ние што возобновуваме. Ако ставиме само нови песни, што ќе се случише? Нов фестивал се раѓа. И готово. Не, сакаме да го возобновиме стариот препознатлив бренд, кој Куманово е препознаен во целата држава и во соседството, кој издаде многу хитови, кои се пеат и на семените веселби. И затоа решиме да има само 11 нови композиции, а останатите 8 да бидат ретро. Што значи ретро? Анета Наковска има учествувано и на претходните изданија на Тумбафест, Игор Васильков, Владко Алексовски, Беки Бекич, Симпатија групата, да не заборавам некој, затоа сите ги набројувам, Круме Спасовски, Душко Георгиевски, сите имаат
пеено на претходниот и затоа водиме сметка да ги избереме баш тие пејачи. Значи, прво пејачот кога ќе се види пред 19 години како изгледал, ставивме видео од позади на фестивалот на Видеобим. Беше многу ефектно. Да се направи разлика од тогашната продукција до сегашната продукција, еволуација на музиката во Македонија. Друго, основно ви кажав што не водеше е тоа да кажеме на младите. Старите сите го помнат Тумбафест, али младите, што е тоа Тумбафест? Што е тоа нешто? Ке мисли глупости. Еве што е. Директен ефект кај нив да постигнеме и мислам дека повеќе од успешно го постигнаме тој ефект. Затоа направивме ретродел. Песните веќе се ставени на диск, како е планирано, како е замислено, ќе се најде ли дискот во продажба, како може да го набават заинтересираните и слично? Веќе можам да го покажам. CD-то е готово, со 11 само композиции, новите, старите немаше потреба. Да, CD-то размислуваме за тоа дали да го пуштиме во продажба или да го делиме на сограѓани наши, пошто од ова веќе и во ова модерно време станува демоде. Сега компјутер, YouTube, стикови, мемориски картички, ова веќе, мислам дека сега компјутерите кои ги купите од овие што ги продаваат, немаат ни CD ставено внатре, не па ние. Ама како одбележување да си го има за спомен, мислам дека ова сега направивме само 200 примероци. Дел ги поделивме на изведувачите, на композиторите, да си го имаат дома како еден спомен од Тумбафест покрај дипломата, благодарница за учествување, да го имаат и ова. И сметам дека барем ова година нема да оди во продажба. Од до година, здравие, ако го популаризираме, па нема да го ставаме на компакт диск, него ќе правиме друго, или на YouTube ќе го постираме, на Facebook, сега на овие модерни технологии. Во секој случај, мислам дека, според мене, треба да има CD. Само како спомен. Ова 100 години му е важност, рокот на траење. И да се изгребе, има друго. Додека она ти падне компјутерот, Windows, немаш ништо, ова го имаш, пак можеш да си го ставиш. И затоа нема продажба на CD. Фестивалот директно се пренесуваше на телевизија Плюс, а доста позитивни реакции кај присутните во салата, но и кај гледачите предизвика и настапот на хумористичната екипа од нашата телевизија Нема љутиш. Значи, пред се, може би требаше, уште кога почнаме со емисијата, да се заблагодарам од дното на душата. Тоа се, значи, телевизија Плюс и Нема љутиш, екипата се вистински професионалци во својата професија. Значи, луѓето знаат што прават и треба да ги поддржи овој град. Значи, тоа не се обични луѓе. Значи, направивме без нив ова што ќе беше. Еве ни го рецептот за успешна манифестација. Музика со хумор споена, ефектот е... Одлучивте да не е оној класичен начин на водење на фестивали како што е во државата. Сакаме да направиме интеракција. Значи, 99% од народот ги нема слушнено како зборат пејачите. Нели, имаме ние избор на мис на светот. Зошто дава интервју мисицата или тие пратечките со ни? За да видат капацитетот. Друго е пејачот, влегува во студио, си ја пее песната, излегува, слушаат плейбек, во живо 90% во Македонија не пеат, само на овие поголеми фестивали. Сакаме да направиме интеракција со публиката. Сакаме да ги слушнеме директно што мислат изведувачите за овој фестивал. Зошто? Дали треба да се одржи порано? Дали е добро што се одржува сега? Дали треба да продолжи? А Нема љутиш е посебна приказна. Тоа е шлак без кој нема торта. Така има една песна тука. Тоа се фантастична група кои не смее да згасне. И емисијата Нема љутиш, голем поздрав и до телевизијата и до нив. Значи, ние екипата не ја менуваме. Зошто ние не земавме да соработуваме со македонска телевизија или со другите локални телевизии? Сите тие ги пренесуваат? Не. Наше цело е кога има се да излезе од Куманово. Сега по овој материјал,
ќе си го дистрибуираме и ние, и телевизијата, има соработници ни цела Македонија со други телевизии, а не да ни биде забрането да не смееме, ако го има логото на таа телевизија, не смее да се постирани на Фейсбук. Па добро сега, како сакаме, еднаш, 3 пати, 15 пати ќе го има на телевизија реприза, ама на Фейсбук секојдневна реклама, сега и старите луѓе користат Фейсбук, па ќе му излезе, Тумбафест, супер, прати ми таа песна, мора да се мисли за воиднина. Не сакаме овој фестивал, како сите фестивали во Македонија. Го снимаат, го даваат у 2 сат преко ноќ, популаризирање на македонска музика у 2 преко ноќ. Кој гледа? Дај го ти ударен термин, народот кога го бара. И јас кога ќе го видам фестивалот на сите само, фестивал иде, фестивал пишувам пораки, гледате фестивал, мада и телевизијата си го најавува, големи професионалци, пак ќе кажам, без кој овој фестивал, верувате дека немаше да биде ни 10% успешен. Можеме да доведеме било која телевизија, професионално одработено, иако имавме мали пропусти од наша страна како организатори. Например, можеше светлото да биде многу подобро, појако, за да се видат контурите на изведувачите и нова, но сепак ти и преку тоа помина, ама тоа верувате го прави на искуството. Порано, кога се прави фестивали, не се прави на толкова големо, високо ниво, затоа, за до година, ќе водиме сметка, од почеток ќе се учиме на грешките. Кои се плановите за наредната година? Веќе неколку пати напоменавте дека е поставено првото ниво. Што понатаму? Веќе сме во разработка на шемата, сега па, ако оваа година било ваков концепт, со интеракција на тој начин, не значи дека до година ќе копираме, па се тоа ќе биде тотално ново. Од почеток до крај. До година веќе нема да правиме ретро дел. Веќе сметаме дека сме препознаени што вративме назад во живот. Јас милувам да кажам, Тумбафест знаете што е. Како 2000 година да Тумбафест да направил тешка собраќајка и да е на апарати ставен до оваа година. Сега му ги тргаме апаратите и го пуштаме сам. Ако преживее, ќе си живее, ако не, ќе си умре одма таа година. Сметаме дека народот го препозна фестивалот. Сметаме дека од до година верувате, се извинувам на многу колеги, артисти, овие учесници, можда и ми се налутија. Сите сакаат да земат учество на нешто што не знаат што ќе биде. На невидено. Сега па веќе кога знаат, интересот е огромен. Сите викаат, мене за до година немој да ме забореш, уште сега ја мисли песната. Или да си најдеш начин, јас да учествувам до година. Сметам дека поготово на кумановските учесници, од тука има голема одскочна даска. Овој фестивал ќе се емитува и во диаспората. Сите сакаат од музичарите да отидат да ја видат диаспората како функционира и заработката е друга работа. Сите изведувачи пеат и на семејни веселби. Многу од овие песни останаа хитови од стариот фестивал. Големе раклија и розике бреком шике, ја у село не се враќам. Сметаме дека со таков интензитет ќе продолжи и пак ќе ги бараат овие песни, затоа што секој од изведувачите ќе си ги пласира, ќе си ги интерпретира своите песни на своите живи настапи. Затоа оваа година, место 11 песни, планираме да имаме најмалку 20. Со што и мене малку ќе ми се растерети работата, што можам да примам повеќе од колеги. Па сега не мора да се повторат од оваа година па и до година истите. Што ќе кажат другие, па тие. Може некој. Например, оваа година имаше и учесници кои за прв пат земаа учество. Тие може да се најдат до година, ама на овие, например, може, ама и не мора. Сега се зависи од околностите. Сепак гледаме која песна на кој исполнител ќе му лега. Најдобро да ја донесе песната, најдобро да му легне песната, најдобро да ја пренесе на публиката и да направи позитивен ефект и фидбек. Да каже, е тоа. Уште едно. Овој фестивал оваа година добро се погоди една недела и пред големиот кумановски бренд Денови на комедија. Не кумановски, македонски.
Знаеме што се денови на комедија, какви представи, со што изобилува, со какви аплаузи, какви смеи и какво расположение прават овие денови на комедија. Затоа овој фестивал со шегобени песни се најде една недела пред да ги припремиме, да го припремиме кумановскиот народ на нешто што следува и го постигнаме потполниот ефект. Како човек кој што скоро целиот свој живот е вклучен во музиката, во уметноста, како можете да ја оцениме културата во Куманово, културните манифестации, ги има ли доволно? Оваа година Куманово прославува 500 години од постоење и ја добивме титулата Град на културата. Како оваа година што има манифестации културни во Куманово, така требало да има и досега, така треба да има и од до година. Ние до година нема да сме пак град на култура, до година не прославуваме 500 години пак. Што треба да нема ни една манифестација. Мора да се заложиме и ние, и локалната и централната власт, што повеќе културни манифестации во градот, да ја збогатиме содржината на кумановци, да има со што да гледат културна, преку културата е се. Што кажал Черчил? Што ќе ни е државата ако изгубиме културата? Значи, мора до година ќе биде уште потешко за сите. И за локалната власт, и за нас, уметниците, авторите, кои мора да се измислат нови содржини. Зошто да не се направи денови на недела на културата? Зошто, како што рече организаторот на Тумба Фест во една прилика на ваша емисија, да не се спојат неколку фестивала? Да се направи културно лето кумановско со содржини кои народот ќе го остават со подотворени усти, ќе кажат ова требало. И оваа година има фантастични манифестации, промоции од промоции до фестивали, сите фестивали, нема некој да утне работ. Ама треба да и те како да продолжи и до година. И не само до година, да трае ова, да не знаат само по лошо Куманово или по-добро да кажеме Куманово пукнела првата пушка, по тоа се памти Куманово пред 100 години. Мора малку Куманово да го смени својот изглед во очите на Македонија, да кажеме, пошто ни се изслушува некои немири настани кои почнаа од Куманово, не по тоа, само преку културата, преку смејата, преку промовирање на културните вредности, ние можеме да достигнеме ниво на еден светски културен град, како што се и големите градови. Меѓу останатото, вие сте и некогашен директор на Пионерскиот дом во Куманово, кој што неколку години не е во функција. Недостасува ли овој објект? Кога ќе се спомне Пионерскиот дом, стариот сега Центар за култура, како ни го преименува уште тогаш, верувате ме, боли душа и тоа чувство не сакам никој да го доживее. Значи, како што велат старите, поарно вложи во една учителка, него потоа во 10 полицајца, за да го смират тоа дете или што него на време научиле. Пионерскиот дом беше бренд кој не смееше да згасне. Значи, тоа е еден арт дечи центар кој мораше да живее. Од тука израсна едни од најголемите имиња, да кажем, ајде во вашата професија. Новинарството, фолклорната група, музичката секција, литературна секција, примената уметност, компјутери, јазици. Од тука почна првата приватна школа по англиски јазик. Замислете, јас не сум прв пат уметнички директор на некој фестивал. Јас сум по 8 пат директор, за јавноста да знае, и тоа како. И јас, кога се вработив во Пионерскиот дом, 99 година, веднаш ми дојде до идеја, знам дека во Куманово имало фестивал дечи. Значи, нешто ме води јас да возобновувам нешто што застанало пред многу години. Значи, прв дечи фестивал, според мои сознанија, мислам дека и постаро Златно славече, се викаше Распијано детство. Успеавме преку Пионерски дом, бевме под капата на Министерството за култура, да добиеме средства и 7 години успеавме да направиме 7 поред фестивала. Беше новогодишен детски фестивал со огромни награди за децата. Сите беа победници. Немаше победник, ревијален дел. Сите, децата го чекаа, Дедо Мраз влегуваше на сцена. Последното издание го правиме во спортската сала.
да наполниш спортска сала од 3-4-5 со дечиња, тоа е предизвик огромен. И затоа се нафатив на овој голем проект да возобновам, пошто веќе имав искуство како се возобновува нешто, ама апелирам до општина Куманово. Мора да најде сили и средства да направиме еден дечи фестивал, традиционален, кој ќе живее во Куманово, на кој ќе му се израдуваат и најмладите. Дали ќе биде во сред лето, дали ќе биде новогодишен во сред зима, што за нас авторите и композиторите и продуцентите е многу тешко, бидејќи сезона на грипови, децата се болни, не може да испее како што треба. Ладно, сивилово, нека одлучат тие, нека донесат одлука дали на советот, дали градоначалникот, дали ќе го подржи бизнис заедницата, пошто гледам сега модерно е во последно време, сите поголеми настани во Куманово и концерти, да ги поддржува бизнис заедницата. А за дечињата немаме вкус, немаме слух. Да каже, чекај би имаме најмали од тука почнува се, да ги насочиме на прав пат. Тоа дете што ќе влезе во студија, што ќе снима песна, значи, сите наши уметници македонски имат учествувано на некој дечи фестивал. Кај некој дете му се разгорува желбата да продолжи со оваа професија. Значи, има безброј случаеви. И зошто Куманово да не си направи еден традиционален под капата на општина Куманово? Дали Фондација за култура ќе застане позади ова? Дали директно градоначалникот? Дали тоа народот не го интересира? Мора да има традиционален дечи фестивал. Покрај Тумба Фест да се најдат, да ги офатиме сите категории. Дете не ти гледа Тумба Фест. А зошто па да не направиме еден дечи фестивал кај што децата, верувате, кога згасна Пионерски дом 2015 година, ние имаме идеја да го потикнеме граѓанството да направиме масовни протести за да се врати Пионерскиот дом назад, а тоа се не водеше затоа што сите викаат, зошто згасна Пионерскиот дом? Зошто згасна? Преку 1300 деца дневно влегува и излегува Пионерски дом за гарантирана безбедност. Некој дете, татко му не може да дојде, родителите да го земат, се явуваме на телефон, дојдете, се беше безбедно до максимални граници. Што се случи? Кога згасна дечиот фестивал, сите, кога ќе има професоре дечи фестивал? Професоре, кога ќе има дечи фестивал? Јас сум во контакт, бев за ова идеја со некои од советниците во општина Куманово, рекоа дека ќе го предложат на советнички прашања. Гледам дека за тоа се уште нема. Ја разгледував и програмата за култура за оваа година, доделени средства на некој си фестивал таму дечи, некој приватен да го организира. Не може тоа така. И позади овој фестивал, и Тумафест, мора да застане општината. Не може да се организира грандиозен проект без пари. Оваа година се нафатија авторите, композиторите, пејачите, оркестарот. Имаме спонзори да настапат хонорарно, што викаат без финансиски средства, финансиска надокнада. Не значи дека ние до година, што ќе им кажеме до година? Ај, ако може уште еднаш да дојдете да испеете за град. Па да, кумановците може да дојдат да испеат, ама они од Кавадарци, од Неготин, кажа, чекај, ова ми е професија, го работам за пари. Или, ако сакаш да имаш име како од мојот калибар, треба да ме платиш. Дури оваа година и Беки дојде без никаква надокнада, што си го сака човекот фестивал. За до година да најавам нови, значи повторно ќе биде меѓународен, доведуваме многу позвучни имиња, колку многу позвучни, тие сите се големи меѓу себе, од Бугарија е учесник, од Србија, од Босна, ќе гледаме, затоа мора да продолжи. Да продолжи она што сме го започнали. Ви благодариме многу и ви посакуваме уште поголем успех. Ви благодарам и на вас за поканата уште еднаш. Се надевам дека ова нема да биде последно моје гостување тука, но не сакам да гостувам за едно исто. Сакам за нови и нови содржини. Секако очекуваме повторно. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.